20 македонски возачи настрадале во последниве месеци од новите правила за влез и излез од земјите од Шенген зоната, со кои не смеа да надминат ниту еден ден од дозволените 90 во рок од 6 месеци. 13 биле депортирани и поминале полесно со парични казни, а 7 заработиле забрана црн печат во пасошот. Ова во емисијата Бизнис 21 го кажа Билјана Муратовска од асоциацијата Макам Транс. Имаме 20 возачи за последниве 5-6 месеци што беше пред блокадите, од кои што 13 имаат добиено забрани и се депортирани. Тоа што конкретно значи со тие забрани? Со плаќање само на казна. Значи нема ставање на забрана за работа, меѓутоа имаме 7 возачи кои што буквално има добиено забрани, тоа на 6 месеци, на година дена. Муратовска вели 4-дневните протести на транспортерите од Западен Балкан со кои се блокираа границите за влез и излаз на стока го вклучиле алармот во Брисел, но проблеми се уште има. По состанокот на министрите од Западен Балкан со представници на Европската комисија се чека неделава комисијата да презентира преодно решение додека не се подготви трајно. Доколку нема брз одговор, не се исклучени повторно протести и блокади на границите. Според изјавите на босанските и српските превозници, они се така поголеми, значи ја фаќаат поголема територија во онако, изјавуваат дека одново би се направиле овие блокади. Меѓутоа, јас сум вечити оптимиста и според... Очекувате брзо решение? Да, очекувам за 2 до 4 месеца да се надмине проблемот, а сега ќе видиме нареднава недела дали ќе ни се даде некој инструмент со кој што во преодниот период нема да имаме проблеми. Како привремено решение, Муратовска предлага на возачите да не им се бројат печатите во пасошите. Тоа според неја Европската комисија може да го направи брзо со донесување на одлука, повикувајќи се на новата визна стратегија со која камионџиите за прв пат се признаваат како професионалци. Најдобро трајно решение според неја е камионџиите да добијат третман како пилотите и машиновозачите кои се изземени од новиот електронски систем за влез и излез.